представници на медиумите. Република Македонија во Уставот е дефинирана како социјална држава. Јавно прашувам, за кого? За самата држава, за оние кои раководат државата или за граѓаните? Денес како пратеник на СДСМ, партија која што се заложува за социјална правда и еднаквост, преку оваа пресконференција сакам жестоко да реагирам за последниот чин кој го направи власта на чело со ВМРО-ДПМНЕ. Владеачката машинерија, која слепо стега на зеленото копче и досега ги има донесено најлошите закони во македонската парламентарна историја, повторно изгласа потреба за донесување на закон за продажба на општествените станови. Закон од најнехубан и нечовечки карактер. Имено 13.668 семејства, а меѓу нив и некои кои се досега 30 години плаќале рати, семејства кои платили по 25.000 евра за да се купат нивните општествени станови. Со најновата измена на законот, оваа власт изгласа потреба дека доколку закаснат со плаќање и за само 6 неплатени рати, тие станови ќе им бидат одземени. Господа од ДПМНЕ, како можете да спремате ваков закон, кој со неговото стапување во сила ќе остави на улица над 50.000 лица? Какво лицемерие? Овие луѓе, кои што живеат на работ на сиромаштијата, луѓе кои се честни и лојални граѓани на оваа држава, ќе останат без покрив на главата, само заради вашата тврдоглавост. Според информациите со кои што располагаме, во Прилеп со овој закон, без покрив на главата, ќе останат над 1000 семејства кои поради огромната сиромаштија, бранот на поскапување, немајќи неспособноста на ВМРО-ДПМНЕ да обезбеди социјална и економска стабилност во државата, ќе ги изгубат сопствените домови. Што ќе се случи со овие луѓе? Парадоксално што е, власта си носи закони со кои што самата си дава законска можност со месеци да не им исплаќа средства на корисниците за социјална помош, породилно боледување, нега за трети лица, постојана парична помош и ред други социјални инструменти. А на граѓаните од друга страна и наметнува строги критериуми, законски рокови и казни за неисполнување на нивните обврски кон државата. Колку за информација, на 1300 луѓе во Прилеп им е укината социјалната помош. Почитување, ВМРО-ДПМНЕ уште одамна се откажа од граѓаните на оваа држава. ВМРО-ДПМНЕ се реши да го подели македонскиот народ. На секој кренат глас на незадоволни граѓани од овој начин на владење на ВМРО-ДПМНЕ пушта партиски платени војници, кои еднаш се тутунари, друг пат се жртви на транзицијата, а вчера имавме прилика да видиме и наводни студенти. Господа од ДПМНЕ, вие како партија се однародивте. Заборавивте на сите морални, човечки и етички вредности. Каде е крајот на вашата извитоперена природа? Благодарам. Повелете дали имате прашање. Значи се работи за закон, уште еднаш кратко да појаснам, кој што ја помина првата фаза во Собранието на Република Македонија, тоа е, значи се донесе потребата. Оние лица кои што имаат склучено договори и делумно дел ради веројатно оправдани финансиски проблеми ради огромна сиромаштија, нема да можат навремено да ги исплатат тие 6 рати, иако претходно 20 и кусур години плаќале претходно рати, доколку само 6 рати не платат, државата преку државното правоохранителство, кое го водат како адвокат на државата, има право да повлече постапка со која што тие станови ќе бидат одземени. Потоа наводно со нив да склучи договор за закупнина и сиот претходен период од 25 години кој што плаќале ќе се води како кирија, а не како откуп на станот. Мислам дека ова е катастрофално едно решение, едно од најпогубните решенија и со стапувањето во сила доколку заради таа работа како партија реагираме, заради тоа што сметаме дека уште има доволно време ова работа да се смени, затоа што има второ читање на законот, ние како партија ќе поднесеме амандмани, со кои што се надеваме дека власта ќе се вразуми и ќе ги прифати тие амандмани се со цел да навистина само во Прилеп над 1000 и кусур семејства не останат на улица. Затоа што после 6-та неплатена рата, првиот ден јавното предпријатие за стамбени деловен простор ќе има право да влезе и да ги исели од тие станови. Значи сега само во процедура, така? Не, значи не е во процедура. Еден дел од процедурата е веќе помината. Потребата на законот е донесена од страна на парламентарното мнозинство. Сега станува збор за втората фаза. Доколку не ги прифати власта нашите амандмани кои ги поднесеме за бришење на овие одредби, во тој случај автоматски стапува законот во сила со второто гласање и одновлегува во процедура. Вашето е пролонгирање на рокот или што? Не само пролонгирање на рокот, во дел
Значи во дел државата да се јави како гарант за оние лица кои што по ниеден основ немаат средства. Значи првиот момент кога кој е тој што не сака да си ја плати ратата ако претходно 25 години плаќал. Значи не постои никој што нема да сака и да остане надвор на улица. Нашиот предлог е државата да се јави како гарант. Првиот момент кога по некаков основ на тие лица ќе му дојдат средства да може од сметката да ги повлече. Значи, да се јави како гарант, не да не плаќаат тие, затоа што ќе се јави тогаш социјална нееднаквост меѓу граѓаните. Значи да се јави во моментот гарант, бидејќи во меѓувреме дури се плаќале овие рати, некој може би станал технолошки вишок, останал без средства. На некој му укината како што е укината социјалната помош. Дел може би од тие средства уплаќал за рати. Така да, значи, та ни е целта. Државата да се јави како гарант до оној момент кога инаку тие лица што би правеле? Ако на трансакционалната сметка им стасаат пари, државата ќе ги повлечи тие пари. А парите од социјална помош, например. И пак те луѓе ќе останат. Значи не станува само за социјална, не се случи само за социјална помош, некои можеби лица живеат во странство. Извесен временски период не биле тука. И сега само заради тоа што извесен временски период од месец-два не биле тука, ради оваа одредба во Законот за продажба на општествени станови, тие ќе можат да ги одземат становите. Може по месец дена дој сиот износ да го измени. Социјална категорија, значи зборуваме и за социјална и за сите, од овие 13.000 и 600-700 семејства во Македонија има по разни основи, не се сите можеби социјалци. По разни основи има. Дел има технолошки вишоци, социјалци, дел има кои што се во странство, дел има вистински неплаќачија, може да се провери состојбата нивна дали се или не се. Значи да има различни категории на не по секој основ да им се одземи. 38 биле, 25.000 откупиле, останале 13.700. Така да мислам дека ова е крајно несоцијална мерка која што се предлага во овој закон. Кога власта тврди дека 2009 и 2010 е најголемата светска економска криза, да носиш вакви закони, мислам е апсурд. Вие предлагате да има различни критериуми за различната структура на категоризација да има. Точно. Дали имате други прашања?